Да ви исклучам. Па нема да ви исклучам. За тој вокабулар нема да ви исклучам, нека ве слушат народот, нека ве слуша. Не ја да ви исклучам. Па добро, мора да се изнаслуша. Така е. Добро, веќе повикам на повторно на членот 91 за одржување на редот на седницата, иако ќе споменам многу други работи, меѓу останатото да се обратам до македонската јавност, до меѓународна заедница, да погледа како овде председател на собрание се изживува со пратеници на опозицијски блок. Предходно, кога колегата Диме Велковски побара процедурална забелешка, точно е дека координаторот Јован Митревски беше излезен од оваа сала, председателе, но тука беше заменичката координаторка на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Ова е исто како што го опоменавте колегата Бране Петрушевски кога фотографираше, а не ги опоменавте колегите од Социјалдемократскиот сојуз кога тие фотографираа. Двојни аршини спрема иста група категорија во собраниево, тоа само на вас останува како тежина. Да разјасниме околу она што вие кажавте дека не сте професор по македонски јазик, не сум ниту јас, не сте ни вие правник, не сум ниту јас. Ќе се извинам на сите правници во салава, особено на професорите по право, но морам заради јавноста да појаснам неколку работи. Имено, деловникот, ако го отворите, има една содржина, има предговор и е составен од вкупно 16 глави. Членот 70, на кој што пратеникот Бојан Стојановски се повика за на дневен ред, ќе го прочитам, вели вака. Став 1. Пратеник и влада можат до утврдување на дневниот ред на седницата да предложат внесување на точки во дневниот ред само во случај на итна и неодложна потреба. Јас колку што разбирам, овде не се работи за постапка, се зборува за потреба. Постапките, дали се скратени или се итни, тие се наоѓаат во сосема други глави од овој деловник, имено итна и неодложна, член 70, глава 5, подглава 1, а скратена постапка се наоѓа во глава 9, подглава 10, членови 170, 171 и така натаму. Не знам што сакате да се обидете да постигнете. Најавена е ова наша активна блокада на собранието многу одамна, денес е започната. Ако мислите дека на ваков начин со двојни аршини кон исти пратенички групи, барем така треба да биде, нема да ви успее. Значи, не сте во состојба дневен ред да го проследите, да ни дадете уредно тука да го прочитаме. За веб страниците, па воопшто и да не зборувам. Јавноста, новинарите, медиумите нека се обидат да отворат. Дали стара, дали нова страна, или дали може би овие 2 недели намерно вака се прави хаос и на веб страната, за да не само пратеник, туку обичен граѓанин во државава да не може да се снајде да прочита дневен ред. Затоа ова не е дневен ред, ова е дневен неред, ова не е собрание, ова е хаос од собрание. Не е Алајбегова слама, председателе, бетер од Алајбегова слама е, а за тоа сте најодговорни вие. Ви благодарам.